Почитувани, добри дојдовте во Само вистина. Вечерва во студиото се Александар Генчов, добри дојде, Александар Трајановски и Александар Ристевски. Тројца Александровци. Само да споменам, Александар Трајановски од извршниот одбор на ГРОМ и советник во град Скопје. За некого сте познати како поранешен заменик градоначалник на град Скопје, така? Да. Ви благодарам за поканата и се надевам дека со моите именјаци ќе имаме одлична дискусија и дебат. Јас се надевам дека така ќе биде. За почеток почнувам со Александар Ристевски. Вчера видовме средба помеѓу премиерот Мицковски и Арбен Таравари. Дали ќе остане или нема да остане во владата, била конструктивна средбата, меѓутоа прашањето ми е, многу се зборува околу ова прашање во изминатиот период, дали можеме да дали се согласувате дека можеби Таравари е на некој начин џокер на Ахмети за можеби предвремени избори, заедно со локалните, да кажем. Предвремени избори нема да има во ниеден случај. Не мислам 100% сум сигурен, мислам дека владава гладко ќе си го истера мандатот, дали ќе биде тоа лесно или не ќе видиме, но мислам дека ќе отера цел мандат 4 години. Локалните избори барем ќе навестат во кој правец одат работите, иако исто така и на локалните избори сметам дека најголемата владеачка партија ВМРО-ДПМН во најголема мерка ќе однеси убедлива победа, барем во средините каде што досега доминирала и во одредени општини каде што имала шанса или водела битка. Ова со Таравари во одредена мерка ми е разбирливо ради една проста едноставна причина. Во цел тој конгломерат кој беше создаден контра Демократската унија за интеграција, значи тоа здружение влен кој се нели прераснува во партија, де факто Таравари како структура и како да кажеме дел од таа екипа, реално е можеби најаката карика, значи тие 4-5 партии споени во една. И сега моја предпоставка од тоа што можам да го оценам и да видам дека всушност Таравари се бори за сопствен идентитет. Зошто? Затоа што Таравари во основа е можеби единствениот во таа структура што е некаков наследник идеолошки на онаа екипа што беше од ПДШ, од ДПА, на времето на Џафери, на времето на Тачи. Сите останатите се помалку или повеќе некакви соевидни. Значи се бори според вас за некаков соидентитет, на некој начин соработувајќи со Али Ахмети, бидејќи во јавноста тоа се шпекулира дека имало тајна соработка. Не, доколку тоа го прави, тоа е погубно за него, доколку реално почне или се обиди да соработува директно со Али Ахмети и со Дуи, тоа ќе значи политичка смрт за него. Па добро, самиот Ахмети кажа дека имал неколку средби со него. Ќе оставиме, видите, денес секој со секој се среќава на муабет за да види. Па добро, еве не се сретнал со Изет Меджутим, барем јавно не знам сега, може се сретнал. Изет Меджутим се среќаваат, нели кои се договараат за добро, ама не се добро. Да, значи вака, доколку Таравари се одлучи да било како директно соработува со Дуи и со Ахмети, за него тоа е политичка смрт. Да, во ред да го слушаме. И мислам дека е прашање на време кога ќе загуби се. Но на ваков начин да оди издвоено на локални избори, вон влен, да, можеби на целата албанска структура влијае да оствари севкупен послаб резултат, значи да не однеси цела победа, но од друга страна ќе ги задоволи апетитите на сопственото членство и на сопствените амбиции на луѓето, да освои одредена квантум на советнички места и на можеби градоначалници. Од друга страна, самиот премиер Мицковски му кажа една работа директно. Дека е неприфатливо ако се значи тој може да се дели со структурата на влен и да остане лојален на владината структура, што е разбирливо се случува, но доколку почне да шурува и директно соработува со Дуи, дека со него завршено и ќе си оди во владата. Господин Гечов, кој е вашиот став околу се това? Ви благодарам на поканата и веќе само на почетокот веднаш не би се согласил со соговорникот. Значи случајот Таравари и неговото излегување или одење од владината коалиција ја бранува политичката јавност кај нас и го надзира етничкиот момент со кој што ние, односно и ние, и владата, и целокупното општество ќе треба да се соочи веќе очи во очи со вистината. Очи во очи, само како што оваа емисија се вика само вистина. Наративот дека ако Таравари почне да соработува со Дуи, тоа е негова политичка смрт, е многу, според мене, погрешен, според мене, во неговата перцепција. Колку повеќе ние тука, како аналитичари, како луѓе кои што учествуваме во одреден политички квантум на создавање на мислење, кажуваме дека тоа е политичка смрт за Таравари,
толку повеќе тоа него го јакне и му ја зголемува. Тоа е мое мислење, не морам да сум јас во право. Апсолутно имате право на ваше мислење. Значи имам право на мое мислење. Колку повеќе ние кажуваме дека Таравари треба да остане во оваа коалиција, толку повеќе тој ќе се приклонува кон Дуи. Затоа што Таравари нема да го гласаме ние, со сиот респект на мултиетничкиот карактер, на демократијата, на изборите. Таравари во Гостивар треба да го гласаат албанци. Сепак се тоа и локални избори. Така е, да. Таравари без ВМРО-вски гласови никош не победил. Таравари, ВМРО-вските гласови се додатни гласови во Гостивар. Добитните. Главнината, за да бидат добитни, за да дојде во ситуација тие да бидат добитни, него му треба огромен број пред се на албански гласови. Тоа е факт. Па потоа да бидат добитни македонските, кои што таа комбинација на етнички претумбации не секогаш излегува она што се прави, таа сметка што се прави без крчмар, не секогаш излегува така, бидејќи СДСМ одеше, пливаше на бранот дека ќе добива со албански гласови, но на крајот на минатите избори имавме ситуација дека тоа да добиеш со албански гласови треба да имаш доволно број на македонски гласови, па потоа да имаш одреден квантум на албански гласови, каде што тие се 3 општини такви во нашата држава, 3 општини во Македонија беа такви со по околу 20% на албанско гласачко тело, тоа беа Скопје, тоа беа Куманово и тоа беше општината Бутел. Во сите 3, во екот на ВМРО ДПМН кога добиваше за воѓа на вистината, за да се соочиме со вистината, албанските гласови и не беа потребни, бидејќи квантумот на македонски гласови веќе го надмина. Добро, а што е тогаш? Значи тоа што сакам јас да го кажам, значи колку повеќе ние велиме Дуи треба да се реформира. Колку повеќе ние од овде му препорачуваме на Дуи да се реформира, и го одбиваме, условно кажано, го правиме како фактор кој што е недоволно етаблиран на политичката сцена, Дуи толку повеќе јакне. Значи, ние етничкиот карамбол во нашето општество... Ако добро ве разберам, господин Генчов, вие велите дека сега ние да не збориме, Не да не збориме, меѓутоа воколку не да не збориме. Ако зборуваме, ако анализираме, ќе расне рейтингот и на Ахмети и на Еве вака, СДСМ го потроши, се сложувам, Бети, една секунда, иако овие работи се доста сензибилни, треба човек многу да внимава. Токму затоа да расчистиме за што се работи. Да расчистиме. СДСМ го потроши ПДП. Го потроши ПДП во тоа време, нели, СДСМ силен, ПДП ги секна. Да. ВМРО ДПМН ја потроши ДПА. Прво беа херои, нема врска кој е победник, нема победник со победник. Точно. После тоа беа принудени да си ја земат Дуи 2006-та, 2007-та. Да не ме фаќате за збор кога беше првата, не. Тогаш кога рекоа нема врска кој победува, си ја земаме ние ДПА, баш ни е гајле. Меѓутоа после тоа баш ни е гајле мораше да се претвори во нешто друго. Победник со победник. Третата фаза Дуи го потроши СДСМ. Го сотре. Значи, успешноста на Дуи направи да СДСМ дојде до ова дереđе до кое што дојде. Меѓутоа, мораме овие работи многу внимателно да ги следиме, зашто сносиме одговорност во тоа што го кажуваме. Тоа беше третата фаза, Дуи го потроши СДСМ и сега имаме ситуација, можеби, според мене не е можеби, но еве да речеме ја. Како опција, да? Каде што ВМРО ДПМН го троши влен. ВМРО ДПМН. Со колку повеќе ние го фалиме влен и викаме дека е подобар партнер, колку повеќе ние велиме дека Дуи треба да се реформира, Дуи толку повеќе расте. Само да прашам, го фали некој влен? Кој го фали влен? Па во нашиот дискурс на луѓе што излегуваме, луѓе што вирееме по овие простори, Дуи е црниот ѓавол и колку повеќе ние викаме дека тој е црниот ѓавол, толку повеќе добива кај По-црниот. Меѓутоа поентата на моето прашање е да ја кажеме со Таравари.
колку повеќе ние ќе Не, викаме. говорете тоа. Колку Прашањето повеќе ми ние е, ќе викаме значи, дека е според вас, колку е реално дека тој сепак, иако е коалиционен партнер во владата, соработува на некој начин, се подготвува да соработува со Ахмети се на... подготвува, Дали тој затоа џокерот што на Ахмети за според предвремени мене, избори? не Тоа е џокерот нивно веројатно на Ахмети. размислување, нивна желба. Според мене, Дуи е неговиот џокер. Повторно ќе кажам, јас не сум сега да Јасно, тука добро, не ваше сум мислење, Баба Вања, секако, не сум секако. Тито Енвер Хоџа, но според мене, моето мислење е дека Дуи е џокерот на Таравари, затоа што ја гледа ситуацијата, така може. гледа на кај каде одат работите, гледа на кај каде се движи етничкиот дискурс на гласачите, знае дека таму во Гостивар треба да го гласаат албанци и најверојатно, бидејќи ние не сме сега во неговата глава, не знаеме што планира, но ете, како аналитичари, мое мислење можам да кажам дека најверојатно ќе оди на избори, ќе рече дека ќе оди сам, бла 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 бла. Ќе остане ли според вас во владата? Според мене нема да остане. Треба да даде гаранции дека не соработува тоа. Според мене, бе, какви, тој више, според мене, пола договорен, но, добро, сега не треба да бидеме исклучиви можеме да бидеме исклучиви во своето мислење. Моето мислење е тоа. Во овој контекст и Трајановски да го слушнеме вашиот став, очекувате ли дека ќе остане или ќе замине од владата? Трпеливо ги слушав и двајцата мои соговорници вечерва, се надевам дека ќе ја добијам и нивната трпеливост во моето излагање. Секако. Во однос на вашето започнување на прашањето дали господинот Арман Таравари е џокер на Дуи, ја би го реформирал во мојот одговор малце поинаку и би рекол дека можеби Арбен Таравари е џокер на ВМРО-ДПМН и на Христијан Мицковски. Зошто го поставувам ова вака? Затоа што јавноста беше бранувана со темата на поврзувањето на господинот Арбен Таравари со Дуи веднаш после првите анкети кои што излегоа во јавноста, каде што се гледа благ пат на коалицијата Влен. Зошто Арбен Таравари е токму ликот и делото преку кој што се прават овие работи, мојата логика и резонирање вели дека Арбен Таравари е човекот кој што од сите овие лидери кои што се конгломерат на Влен има најголем рейтинг. Слободно можам да кажам дека он е негде пата со сите други двајца или тројца заедно на купче. Така да, мене ако ме прашате тогаш во оваа ситуација, ако добро ги согледате бројките, ќе можеме слободно да кажеме дека Арбен Таравари е џокер на Христијан Мицковски во пресрет на локалните избори. Дали ќе има парламентарни избори, тоа е, се надевам дека понатаму во дискусијата ќе го зборуваме, сакам сега да се задржиме само на оваа теорија. Друга работа, не би било логично да кажуваме дека дали евентуалното приклонување кон Дуи на Арбен Таравари би била негова политичка смрт, затоа што познавајќи нашата политичка сцена која што е етнички поделена на македонски и албански блок, ВМРО-ДПМН како опозиција, како најголема партија, сите кои што се приклонија не значеше дека беше не значеше политичка смрт за него. Така да гледање низ резултатите на претходните избори на парламентарните, Дуи не беше поразен во број на гласови, него беше поразен во аспект на формирање на владата, исто како што и ВМРО-ДПМН беше поразен од 2016 фигурата. Пред 8 години. Да, иако во низ призма на бројките, они сепак беа победници. Така да, сметам дека... Ама сепак во уставот кај нас не зборува за тоа дека има двајца победници на изборите, според нашиот устав има еден победник. Добро, ама тој џентълменски договор или како да кажам премолчано правило и од 2008 и било практика. 2016 укинато. Бев трпелив, ле замолив. Било пракса, значи не е пишано правило, но беше пракса во формирањето на владите. Од 2016 навака почна да не се почитува и сметам дека и ВМРО имаше целосно легитимно право со тоа што него нели и ти одбра поинаков коалицијски партнер кој што не беше, да речеме, директен победник во албанскиот блок на гласови. Од друга страна, ако добро ја пратите реториката на Влен, ти е точно дека некако не може да дојде до израз нивните ставови, дали затоа што немаат унитарно раководство, можеби то допрво ќе дојде до израз, затоа што тие се во фаза на формирање на партија, каде што таму ќе треба неколку суети да се судрат и да се договорат кој ќе биде лидер на тоа целокупно движење или политички субјект. Затоа сметам дека Арбен Таравари, согледувајќи и некои други политички субјекти и индивидуи, согледувајќи ги овие бројки од првичните мерења на јавното мислење, сметаат дека Арбен Таравари би можел да биде мост кон луѓето кои што се дел од Дуи, а не би сакале понатаму да бидат дел од опозицијата, нешто што слично да го направи и Влен.
Например, ние не можеме да кажеме дека ВЛЕМ е нова идеолошка партија или Вие движење. велите сега дека ќе се зголемува парламентарното мнозинство преку Таравари? Прво треба да видиме во која насока ќе се искористи неговото внимание од јавноста. Периодов е што престои и овој актуелен период е период на мерење на јавно мислење постојано, пред се во пресед на локалните избори, а сите знаеме дека е осетливо прашање и се шушка дали заедно со локалните избори би требало да имаме и парламентарни избори. Мене ако ме прашате, сметам дека и власта според првичните мерења на анкетите знае дека има значителен пат на поддршката кај граѓаните и некоја логика, вклучително и мојата, би велила дека, например, ВМРО-ДПМН би требало да размислува да го пресретне и понатамошниот пат на поддршката, што би се пресликало во број на пратеници во собранието. Така да дали би биле заедничко со локалните или не би биле, тоа е прашање нели на оние кои што одлучуваат, но сметам дека Армен Таравари, без разлика во која насока ќе продолжи со своето политичко действување, дали ќе остане дел од власта, што доколку го направи би го пресликало моделот на претходниот премиер Зоран Заев, каде што знаете дека се играше постојано со неколку политички субјекти, каде што едни влага, други излага, се правеа некои си групаци, а доколку го направи излегување од владата, тој ќе има чист простор повторно и легитимно да действува како независен политички субјект, кој што сметам дека во албанскиот блок е потребен во моментов. Добро, само накратко дали се согласувате? Смеам една мала, можете, да, не е реплика, но јас секогаш ја користам оваа прилика, бидејќи би сакал кога има вакви дебати да искажам едно круцијален став, едно круцијално прашање, бидејќи ги следам етничките односи многу, ги анализирам заедно со демографијата, тоа е мој, да речам, фах, вака како да се изразам. Нашето општество, нашата политичка јавност, целокупниот квантум на политички капацитет, еднаш за секогаш, дали преку писмен документ, ќе мора да реши дали ние имаме два победника на изборите. Ако продолжиме со теоријата дека имаме само еден победник, тогаш се доведуваме во ситуација која што ВМРО-ДПМН како најверојатен победник иден, реално гледано, бидејќи го хендла расположението на народот претежно преку овие два моменти, етничкиот, колку е лажен и колку не е лажен, тоа е институционална победа. Меѓутоа, институционалната победа на ВМРО-ДПМН на албанците не им значи ништо, дали ќе имаат 5 шефови во Министерство за економија или 4 или 3 или 2. Тоа не го менува нивниот национален и политички капацитет, но многу е битно воколку може ВМРО-ДПМН да остане на два моменти кои што ги хендла бугарското прашање и патриотизмот, кој што е реален, бидејќи е прашање на нашиот идентитет. Тамо се преговара за нашиот идентитет. Не е точно дека не се преговара за идентитетот, исто како и во грчкиот договор, и во овој договор се преговара за идентитетот, но многу е битно дали ќе опстане ВМРО-ДПМН на тоа дека има само еден победник и може да земе во ситуација ако следи, например, колку има албански пратеници, 30, 32, 33, се во зависност од изборните. Се помалку. Ако се променат изборните единици и станат реални, треба да бидат повеќе, ама ние тоа го криеме, не го кажуваме. Колку е тоа патриотски и колку не знам, бидејќи изборна единица број 6, број над 310-312 гласачи, изборна единица број 3, број 270.000 гласови. Така да, еве, јас ќе го оставам тоа, да не сакам да изигрувам дежурен анализатор на тоа каде ќе се движи. Излезноста е друга работа, ама не може да бидат Александар 6 изборни единици со различна бројка. Например, јас тоа сум го истражувал. Албанија нема. Албанија во зависност на бројот на жителите може да има 10 пратеника, може 20.
Така клизниот момент, знаеш. Добро, кај нив како. избор на единица 3 има 200 околу 270. Така се договориле партиите до сега, така беа договорени, може да се договорат и за една изборна единица. Нека се договорат како ќе Ама сакаат. има Јас само сакам да кажам 70% излезеност има, во шеска има 35-40. Така да пратеник во тројка вреди 10-11 гласови, а во шеска вреди 6.000. Добро, Така? добро, во ред, нека биде така. Тема, особено на нас маливе партии ни одговараат на изборна единица, но освен ако има имам прак. поинакво мислење, ние тие бројки ги криеме бројките на раѓања, ги криеме Фаворизирана беше и се крие. шеската, господин Генчев, токму заради и само тоа малку треба да се каже, да. Тоа се сериозни работи, не сакам да затоа што после се вадат рилсови и така натаму. Значи сакав да кажам дека етничкиот момент е неизбеглив момент, тој момент постои и воколку ВМРО ДПМН остане на оваа теорија дека нема етнички победници, во ситуација на победа на ДУИ од, да речеме, 27-5 или 26-6, Пример. тогаш има две можности. Да се продолжи со овој наратив, кој што е доста опасен, значи јас не би сакал да е така, и воколку се продолжи со наративот, тогаш ќе биде на 27-5, ако ги земе повторно влен, ќе биде доста проблематично. Моje мислење е дека тоа нема да се случи, ќе речат еве се реформира сега ДУИ. И ќе ги Санкир нас ќе не праша ДУИ дали ќе се реформира или нема да се реформира и Санкир нас ќе не прашува дали е доволно реформиран или не. Меѓутоа тоа сакав да кажам дека ние еднаш општеството, луѓе кои што се бават со проблематиката на избори, ако сакате дури академијата како еден врвен креатор на процесите кои што следат во државата, треба да одлучи и да им каже на граѓаните еднаш да го расчистиме тоа прашање, има етнички победник или нема. А не да викаме нема етнички победник, ама од друга страна... Може да го расчистам веднаш прашањето, господин Кинчев. Јас ќе се повикам на Уставот. Таму стои само еден победник. Кој е етнички? Имавме ние Охридски разговор, влезе во Уставот. Зошто? Го ставаме под тепих и сега кога веќе целокупниот дискурс нема проблем со целокупна промена на етничката структура, тогаш ќе го оставиме да тече, бидејќи не сакам да бидам дежурен кривец, буцкач и да бидам предизвикувач на немир кај мојата нација. Меѓутоа, проблемот имињата не се проблем. Васил Главинов стои понатака, името бистата ја нема, меѓутоа не е проблем. Не. Вие не ја познавате очигледно, без навредување зборуваме, имаме дебата. Не им е проблем на албанците да се вика Васил Главинов. Таму учат само албанци сега. Во Рајко Жензифов 5 дали се останати македонци, исто така се вика Рајко Жензифов. Живко Брајковски, се вика Исмаил Кемали. Се извинувам бидејќи јас учев во овакво, знам многу добро. Да, таму е променет. Таму е променет. Арсени Јовков, гајле им е на албанците, дали се вика Арсени Јовков или Цветан Димов. Или Цветан Димов е другото. Панче Караѓозов, гајле им е дали се вика Цветан Димов. На крајот на краиштата сакам да го опишам кодот. Вие имате село кој што се вика Света Петка, значи од христијанско по христијанско Амин. Таму живеат исклучиво албанци. Во таа Свети Петка. Господин Кинчев, вие сакате да предупредите дека се зголемува бројот на... Па не, тоа треба секој, тоа треба Ману да излезе Живко Попов со студија и да каже во предвидувањата, не јас, кој сум јас, зашто јас да го кажувам тоа, да ги нервирам луѓето. Сакам да ги излезе. Сакам да кажам дека демографски во рок од 20 до 30 години ние ќе нека кажат кои се проекциите демографски за по 20-30 години. Не јас да го кажам. Ние имаме се спремало стратегија, дали се спреми, дали е подготвена, дали не е подготвена, се подготвува. Македонија за 25 години. Па прво што треба да стои во таа стратегија е да им кажат на луѓето колкав ќе биде етничкиот сооднос во тој момент после 25 години. Македонија, јас имам должност пред се према себе, нити функција барам, нити ми треба, нити ми е гајле, ништо, значи можам да кажам. Но Македонија со македонско малцинство во неа е нов политички феномен. Добро. Македонија со идно македонско малцинство во неа е нов политички феномен. Социјален, голем политички феномен на кој што ние не го кажуваме.
Не сме спремни на тоа. Кој што ќе го каже, уби го гласникот и веројатно нека си остане. Но она што беше тоа јавно така. соопштено дека од сите заедници се намалува и дека се селуваат и така Не е натаму, но сепак точно, тоа е работа Пети, на не е на точно, институции само кои што уште ова треба морам да кажам, Александар, уште 2 Да, минути. ќе дозволам. До 2 Само минути. кратко исто, ако дозволите, на ова ќе прашање, дозволам. да. Може. На ова прашање. Значи, вратете ги вестите. Значи бројот на ученици се намалува, се намалува, се Да, намалува. се намалува. Тоа е факт. Едни вести најдете ми, кај што кажува се намалува толку кај албанците и се намалува толку кај македонците. Едни вести најдете ми, јас веќе не, се кажува дека се намалува. Севкупно. Меѓутоа со односот но тоа намалување Добро, за ама жива сега, глава известуваат медиумите, не може сега до тој степен додат се кажува во Скопје колку се намалил, во други општини како се намалил. Може, може, ако сакате, може. Ма добро, ама не е поентата сега на тој извештај. Поентата е ако се прави за учебна година, дека се запишале помалку ученици, не е поентата на тоа од која етничка А заедница зошто се. кога Тоа е веќе друга го тема. кажувате Апсолутно. во Министерство за образование, Имало и зошто такви- не имало и кажуваат такви, господин колку број еве во Куманово на пример, одете прашите, ова е многу болно да се зборува. Јасно, Ова не во да ред. мислите дека мене ми е мило, само малку. Зошто не кажуваат колку број македонска паралелка, колку број албанска паралелка? Не е тоа проблем. А вака ни збројки да Па се делумно се слушам, делумно не се слушам, ќе ви кажам зашто. Таман работа за све да се Емпириските на бројките од пописите може да ги видиме. На пример, пописот од 2002 година беше еден од најболните за нас како македонци, да речеме, каде што нели тогаш после војниот конфликт И се штампаат бројки. беше впишан одреден број на албанска етничка заедница, која што нели тогаш како беше директорот на Заводот за статистика одбиваше да го потпише, па после ние нели се браневме дека тоа уствари он чим не го потпишал дека тие бројки не се точни, тогаш беше 25% запишано. Така. Па се во корона Во втори. 2021 имавме втор попис. Корона. Со цела диаспора и потрошени Помалку. државни пари, функционерите на ДУИ одеа по цела Европа и по белиот свет нивната етничка заедница да ја убедуваат да се попише. Така беше? Иако се вон државата, не треба да Што покажа тој попис низ бројките? Па не знам, за мене Дали тој не е мисле- релевантен Ама попис, ако гледате вие сега, ние ставате, тоа направивме- не е според Евростат стандарди.